Колегата Мартин Николовски зборува малку повеќе за неделата на јапонски филм во кинотека на Македонија. Во знакот на јапонската култура и филмска уметност, кинотеката на Македонија оваа недела ја отвара својата врата за уште едно издание на неделата на јапонскиот филм. Од 13 до 18 ноември публиката ќе има можност да ужива во селекција од 6 филмови, кои го представуваат најдоброто од современата и класичната јапонска кинематографија. Организирана во соработка со амбасадата на Јапонија, ова е 18-то издание на фестивалот кој прерасна во традиција, што секоја година го зближува македонското и јапонското културно наследство. Она што ја прави оваа година навистина посебна е тоа што ќе ја прикажеме разновидноста на јапонската филмска сцена и ќе обединиме различни типови филмови во една програма од класични до најнови остварувања, од сериозни социјални драми до анимации, така што секој ќе може да најде барем еден или два омилени филма во текот на оваа недела. Фестивалот се отвара со филмот Под отворено небо, наградувана драма за повторното интегрирање во општеството, со моќна изведба на легендарниот актер Коџи Јакушо. Филмот Под отворено небо е навистина соодветен за отворање, бидејќи станува збор за посебен филм во кој главната улога е толкова многу познатиот актер Коџи Јакушо. Господинот Јакушо е извонредно познат и има добиено бројни награди на меѓународни фестивали. Веројатно дел од љубителите на филмот веќе го препознаваат неговото име, бидејќи пред 2 години ја освои наградата за најдобар актер на филмскиот фестивал во Кан. За својата улога во филмот Под отворено небо, тој ја доби наградата за најдобра изведба на меѓународниот надпревар на филмскиот фестивал во Чикаго, каде што и самиот филм беше награден. Приказната го следи поранешниот Јакуза. Филмот не е застрашувачки. Тој е човек кој поминал повеќе од 10 години во затвор, а по неговото ослободување мора повторно да се приспособи на новата околина и да се интегрира во нормалното општество. Се соочува со бројни предизвици, но се обидува да ги надмине преку создавање човечка мрежа и нови односи во заедницата. Мислам дека се работи за многу интересна приказна и токму затоа го избравме овој филм за отворање на фестивалот. По отворањето следуваат внимателно избрани наслови од различни жанрови. Од анимираната бајка Никуко од рибарското пристаниште и научно-фантастичниот Пингвински автопат до емотивните приказни Изнајмимачка и антивоената класика Бурманска харфа. Неделата на јапонскиот филм ја организираме веќе 18 години. Ова е 18-то издание. Иако јас сум нова во тимот, ми кажаа дека нашиот филмски фестивал е многу популарен и дека киносалата е полна секој ден. Затоа сум сигурна дека јапонските филмови се навистина омилени во оваа земја. Минатата недела имавме културен настан, минио концерт за кој подготвивме 100 седишта, но дојдоа речиси 200 посетители. Мораше да внесеме дополнителни столчиња во салата, така што и оваа година очекуваме голем број посетители во киното. Покрај проекциите во кинотеката во Скопје, оваа година 2 јапонски филмови ќе бидат прикажани и во Битола во културно-информативниот центар на 19 и 20 ноември. А за оние кои не можат да дојдат во кино, амбасадата нуди и дигитална алтернатива. Наместо да одите во кино, можете да гледате јапонски филмови дома, во било кое време и целосно бесплатно. Секој тромесечие ќе објавуваме 7 или 8 нови филмови, а вие само треба да направите свој кориснички профил, да се најавите и да гледате кога сакате. Достапни се преводи на англиски, француски, шпански и на повеќе од 10 странски јазици. Се надевам дека и дома, онлайн ќе уживате во јапонските филмови. Со својата програма, неделата на јапонскиот филм не е само фестивал, туку и културен мост меѓу истокот и западот. Можност за публиката да ја почувствува естетиката, емотивноста и филозофијата на јапонското кино. Проекциите се бесплатни и отворени за сите љубители на добриот филм. Од кинотеката на Македонија, патување низ Јапонија на големото платно.